Православните христијани денеска ја одбележуваат Митровденската задушница во знак на сеќавање на починатите. Црквата пропишала посебни денови за душници 4 пати годишно, кога верниците се молат за покој на душите на починатите. Задушница е секогаш в сабота, ден кој црквата го одредила за помен и молитва за упокоените. На задушница се оди во црква каде што се служи литургија и парастос. На овој ден се посетуваат гробиштата каде што со молитва, пченица и лепче, осветено со црвено вино, се изразува помен за починатите. На задушница верните даваат милостина на сиромашните и се молат за покој на душите на упокоените. Митровденската задушница секогаш паѓа во саботата пред празникот Митровден. Митровденската задушница е востановена во 14 век и најпрвен била руска традиција, од каде преминала и во повеќето православни цркви. Нова задушница во прво време биле споменувани само православните војници, меѓу кои биле и двајцата монаси Александар Пересвајт и Ослабија од Мосовската обител, на живоначалната тројца кои паднале на браникот за верата и татковината. Димитри Јовановиќ Донски, откако ја извојувал победата во битката со мамаите на Куликовското поле во 1380 година, во кои загинале и двајцата спомнати монаси, ја посетил нивната света обител за таму да учествува во извршувањето на поменот за нив. При тоа тој предложил црквата да го прави овој помен секоја година во Митровденската сабота, односно во онаа сабота која е најблиску до празнувањето на светиот великомаченик Димитри. Од тоа време црквата ја приброила оваа задушница во вселенските родителски саботи, а нешто малку подоцна востановила во оваа сабота да се извршува помен не само за паднатите за верата и татковината војници, туку и за сите починати воопшто.